Младите, поготово, тоа сакам да истакнам, младите се многу отворени, многу транспарентно зборуваат за своите проблеми. Наша задача е да се грижиме за дискрецијата на нашите клиенти. И јас, на пример, никако не би можела отворено да зборувам на овој начин без да имам дозвола за тоа. Меѓутоа, младите сега не само што зборуваат, кажуваат, дури толку ми беше симпатично во една ситуација, се собрале на маса, еден кажал јас одам на психолог, друг ода јас одам на психолог и неколку од масата доаѓале кај мене. И ми се јавуваат на телефон, на камера. Лелезите. Многу ми беше симпатично. Да. За да се диагностицира АДХД, потребно е да има минимум 5. Например, ако е инатентив, АДХД, невнимателен, има основни 9 симптоми, по тој некој DSM-5 е тој диагностички прирачник кој што се користи. Треба да има барем 5 од 9 што се наведени карактеристики. Кои се симптомите? За инатентив, оние што ги зборувавме, расеаност, се слуша, ама како да не слуша. 9 има ставки од овој вид. Од тие 9 треба барем 5 да има. Сега, кога ќе го задоволи овој критериум, потоа гледаме дали овие тешкоти што ги има го попречуваат барем во 2 области, например во партнерска релација и на работа. И анамнестички бараме податок, треба да имаме елементи на АДХД и пред 12-тата година. Значи не е нешто што е последниот месец, туку многу време наназад да има елементи од овој проблем. И дури тогаш помислуваме на АДХД. Лица кои што се како моторче да имаат во себе, цел време цупкаат нешто, прават нешто со рацете, кога некој зборува го прекинуваат, имаат проблем и не сакаат да отпочнат активност која што бара подолг ментален напор, и кај нив се среќава таа хиперактивност всушност, а кај инатентив скоро па и да нема и имаме комбинирани. Здраво на сите, јас сум Михаела Трајковска, вие гледате подкаст за се, а денес со нас во студиото е магистар Тина Васков од Центарот за психотерапија Когниција. Добро дојдовте. Добре ве најдов, Михаела, сите тука што сме заедно. И многу ми е драго што сум дел од твојава приказна денес, вечерва. Денес ќе зборуваме за една тема која се актуализираше во последниве неколку години. Тоа е АДХД, како проблем кај младите, возрастните и децата. И пред да го дефинираме поимот, сакам да ве прашам зошто баш сега се актуализира оваа тема. Дали е проблем на модерното општество или всушност е проблем кој што постоел многу одамна, но не знаеле како да го дефинираат? Така. Јас повеќе би рекла дека е второто, иако не можеме да го занемариме и првиот дел од тоа што го кажа. Зошто велам повеќе второто? Убедена сум, колку повеќе сум навлегувам во оваа проблематика, а веќе над 30 години работам вака од блиску со луѓе, не е проблем кој што го немала во минатото, ама не бил препознаен. Децата, ако зборуваме за АДХД кај деца, биле сметани за немирни, таков е темпераментен и секојаш губи јакни, губи чадори, нели она што и ние две го зборувавме. И тоа некако се препишувало како дел од карактерот. Меѓутоа, во денешно време сме свесни дека тоа веќе, за волја на вистината и со напредокот на овие неуроимиджинг, општо на технологијата, многу работи не има откриено како функционира човечкиот мозок, и технологијата, и можности за различни други испитувања. И сега веќе знаеме дека не станува збор за карактер, туку станува збор за еден вид на така наречено невроразвојно пореметување. Значи, покрај она што го викаме ние neurodiversity или невродиверзитет, што во превод значи дека сечи ум всушност си функционира на себе својствен начин, секако, почитувајќи некои општи правила, меѓутоа има индивидуален печат. АДХД не е само neurodiversity, туку е и веќе невроразвојно пореметување, кое што продолжува понатаму, доколку не биде препознаено и не се третира соодветно, продолжува и го гледаме и кај возрастна популација. И затоа всушност јас ти благодарам тебе што сум дел од оваа приказна
И со твоја дозвола, сакам да кажам дека ми е многу драго што ја отвараш оваа тема, што ја зборуваш, што си транспарентна и што преку својот проблем всушност сакаш да им помогнеш и на останатите. А јас сум тука да поддржам да зборуваме за оваа проблематика. И кај возрастни, не само кај деца. Напротив, можеби многу повеќе кај возрастни, зашто кај деца се знае и се зборува како да е прифатено оваа проблематика, меѓутоа кај возрастни се уште е многу непрепознаена. Кои се симптомите кои што се јавуваат кај деца и кај возрастни и дали е наследно, например, дали можеби јас сум го наследила од некој од моите родители, од баби, дедовци или нешто слично, пошто ми кажуваат некои од симптомите на тоа расеаност и сега кога ќе им кажам, они беа многу против тоа, ми вика, бе, тоа е TikTok болест, тоа си го видела на интернет и немој да се поистоветуваш со такви ствари, викам, ама не, јас стварно сите од овие работи кои што ги читам, ние сме имале проблем додека јас сум била мала. И ти кога ќе ми кажеш ја идам од соба во соба и сум заборавила што пошто тргам, дали можеби тоа бил проблем што ете и вие сте го имале, ама не сте знаеле да го препознаете? Прилично сум сигурна дека кај твоите баби, кај моите баби не било препознаено, тоа е сигурна сум дека е така, поготово во наша средина, еве ајде да не зборувам во поразвиени средини, ама не е нешто многу поразлично. Дали е наследно? Се уште не можеме со сигурност да кажеме што стои, која е причината за АДХД. Да, има одредена генетска компонента има, бидејќи обично ако има кај еден член од семејството и секогаш кога ќе се зборувам со моите клиенти и кога ќе прашам однесувањето кај мајката, кај таткото, и многу сличности ќе најде, да, и мајка ми вака или и татко ми така. Таа наследна компонента е многу висока, особено ако е кај родителите, ако може да се препознае. И исто средината има свое влијание, нели, преска пред малку го начнавме тоа. Во која смисла има влијание? Побарувањата, животниот стил, брзото темпо на живење. Нашиот мозок едноставно не е создаден за вакво темпо на живење, за толкав обем на информации. Не може, еве, телефонот тоа ми дека го беше држи, прашање, дали овој, не знам, извор на информации, сите информации кои што се среќаваме секој ден и конкретно социјалните медиуми каде што ние проаѓаме, не знам, можеби повеќе од 2 часа на телефон скролајќи видеа кои што се 15 секунди. Тоа се многу видеа и многу информации што едноставно немаме фокус после тоа за да изгледам. Ја, например, не можем да изгледам видео од 2 часа, ама затоа можем да пројдам повеќе од 2 часа скролајќи такви TikToks или Reels, да, што се многу кратки. Тоа сето има свое влијание, значи и генетиката има влијание и начинот на живење, начинот како го поминуваме денот, исхраната исто така, одредени компоненти кај АДХД знаеме, например, дека помалку имаат железо, се соочуваат исто така со малку поизразен недостаток од магнезиум, значи од некои други компоненти, но се чини сепак дека вистината е некаде на средина, дека секој од овие се има свое место. Генетиката да има влијание и јас тука посебно место би дала на животниот стил. Имаме животен стил кој што не е во согласност со нашата природа. Живееме темпо за кое што не сме создадени и ја плаќаме цената за тоа. Како и за се друго, нели, што плаќаме цената. Да се вратиме на симптомите, ако може да се издвојат кои се клучните симптоми кај деца и клучните симптоми кај возрастни, кој е тој период каде што може да се случи таа диагноза и како се случува таа диагноза? Малку се разликува клиничката слика. Кај деца, она што доминира хиперактивност. И, значи, покрај проблемот со внимание, фокус, концентрација, доминира хиперактивност и често пати агресивност има кај дечињата, особено од машки пол. Кај девојчињата, они се малку повеќе интернализираат, не оди во насока на хиперактивност и агресивност толку многу, колку што се малку повеќе расеани, малку повеќе повлечени и заборавни. Но, како и момчињата, и ова исто може да се дебатира. Кај момчињата имаме на помала возраст
повеќе е констатирано АДХД во однос на девојчиња. Јас исто така не сум убедена дека причината е во разлики во пол, повеќе отколку што манифестацијата кај момчињата е повидлива. Пораздвижени се, пречат на часови, стануваат, не може наставниците да одржат настава, родителите постојано ги викаат, момчињата се поагресивни. Девојчињата немаат таква манифестација и не се препознаени. Знаете како, ако нема проблем околината, не реагира и тоа едноставно во својот свет си го живее проблемот девојчето, нели? Додека пак на поодмината возраст веќе се менува таа хиперактивност, речиси да исчезнува. Ако ја има околу 25% на детска возраст, кај возрастна популација околу 5% е застапена. Не е тоа многу. И имаме различни видови на АДХД. Само не знам дали спомнав, АДХД е Attention Deficit Hyperactivity Disorder, уствари, значи дефицит во внимание со хиперактивност. Сега, кога зборуваме за видови АДХД, има така наречен инатентив или невнимателен тип, има хиперактивно-импулсивен и комбиниран може да биде. Инатентив или невнимателен и различна манифестација имаат. Овој невнимателниот повеќе се лицето се жали на расеаност, слуша како да не слуша, не може да посветува многу време на детали. Дали нешто звучи познато? Да. Па тоа, например, мајка ми го викала, ти мене ме слушаш, и стварно е така, некој ти збори и ти гледаш кроз него, ти не ги перцепираш зборовите. Например, мене многу пати често ми се дешавало да правам муабет со гостин и толку што е долга реченицата, за слушање е супер. Ја, например, дома кога го слушам, ми е окей, ама вака го слушам, јас се губам и само чекам да направи пауза, за да сватам дека завршил и да си го поставам следното прашање. Мислам, општо ова е да водиш подкаст е многу голем предизвик, имајќи го овој проблем. Например, да зборуваш е многу лесно, зашто ќе се распливаш од тема во тема, мислата ти оди течно. Моментот е само да почнеш. Јас кога се тестирав, знам дека првото нешто што го пишуваше горе, уредно среден, има течна мисла, но не може да разликува битно од помалце битно. Значи, кога ќе почне, се кажува. И тоа е апсолутно точно. И кога имаш таков гостин, може да ти биде лесно, зашто цело време гостинот ќе збори, ти само ќе го допрашуваш, ама кога треба да го водиш нешто, прво стрес е од старт, зашто ти сакаш да си ги искалкулираш и твоите поставки и постапките на гостинот, што тој ќе каже, и сега некогаш може ти да си смислиш во главата концепт што нема да се случи и одма иде како шок. Проблем, да. Тоа е инатентив, а кога имаме хиперактивно-импулсивен тип, тоа се лица кои што се како моторче да имаат во себе, цел време цупкаат нешто, прават нешто со рацете, кога некој зборува го прекинуваат, имаат проблем и не сакаат да отпочнат активност која што бара подолг ментален напор, и кај нив се среќава таа хиперактивност всушност, а кај инатентив скоро па и да нема и имаме комбиниран тип. Па најверојатно сум од дел од комбинираниот, зашто мене ми било страшно тешко да седнам да учам, и ден денес ми е исто тешко да седнам да учам нешто што не ме интересира или нешто што треба да вложам напор, а од кога ќе вложам напор и ќе го научам, например конкретно било по математика. Стално имало плачење, карање, ма зашто сега ова, што ќе ми е ова, ја нема ова да го студирам. И кога ќе навлезам во проблематиката, пошто јас сум учела и сега и на факултете така, ја учам или за 6 или за 10, пошто ако стигнам да научам за седмица ќе биде 10, значи ако више влеземе во приказната. Да, во приказната нема, ако нешто не ме интересира, едноставно пробувам да го лимитирам до максимум, и баш тоа ми беше и следното прашање за децата конкретно, со АДХД, образовниот систем е пренатрупан со премногу материи, што и за нормално дете би биле едноставно може да не те интересира нешто, а наградени се само децата кои што технички ги интересира се, за да имаш 5.00 просеќе за да добиеш стипендија. Тоа е дискутабилно дали ги интересира се. А не ги интересира, ама едноставно ти мора да го научиш нешто за да добиеш 5, за на крај да бидеш награден дали од државата со стипендија, дали на некој факултет да се запишеш. И мислам дека е нефер
нефер награда до негде. Јас тоа го сватив уште кога ја почнав да ги диагностицирам и моите соученици уште кога одев на училиште. Еден од моите уште најдобри пријатели, што се надевам дека ќе го гледа ова, знае за кого зборам, одма ќе се пронајде. Он беше предобар во област на компјутери, програмирање и такви работи, но беше означен како лош ученик само заради моментот што не го интересираше ништо друго, освен тоа за кое што си се одлучил. И сега тука две работи спомна на кои што сакам да се задржам. Прво, многу ми засмета зборчето за разлика од нормалните деца. Лица со АДХД се нормални деца, нормални возрастни луѓе, сите живееме заедно, функционираме заедно, значи не е проблем да може би имаат предизвици одредени, меѓутоа се нормални луѓе секако. Она што исто така го кажа, а јас само сакам да го акцентирам, тоа е што кога материјалот е досаден. Кога материјалот им е досаден, во тек на часови или надвор од часовите дома, домашни кога пишуваат, тука целата клиничка слика од АДХД доаѓа до израз. Значи, колку што им е подосадно, толку помалку може да го задржат вниманието, толку стануваат хиперактивност во понашање. Апсолутно сите симптоми се мултиплицираат или онака расцветуваат во такви услови. И наставата, за жал, не е прилагодена за различности. Како што не е прилагодена за деца со пречки во развој, не е прилагодена за деца со АДХД, едноставно таа е на некој начин опфаќа една категорија, би рекла, базична на деца кои што немаат условно земено проблем или тешкоти во учење или немаат невроразвојни промени, и за нив е некако поедноставно за совладување. Иако, да бидам искрена, дека постои дете кој го интересираат сите 14 предмети што ги учи во, не знам, прва, втора, трета, средно, 8, 9, колку предмети се. Не постои нешто такво, за жал немаме право на избор, се уште системот е таков. И додека е тоа така, сите ќе учат се и добро, тие петки не би ги дискутирала како се добиени и дали се. Да, ма сепак моментот на награда, награден е само тој што ќе ги исполни тие услови, а кај лицата кај АДХД секако фали тоа чувство на награда, ќе го зборуваме тоа после како ние сигурно дополнуваме. Тоа не се дополнуваме таа празнина, но сепак лошо е зашто нели АДХД се манифестира и со депресија, анксиозност, и се замислете на некоја дете што има проблем, пред се да се фокусира на нешто што не го интересира, на крајот денот да биде и осудено дека не е доволно успешно и дека не едноставно фитнува во тој систем во кој што се очекува да. Инаку кај лица и кај деца и кај возрастни со АДХД недостасува тој момент награда, всушност што се случува на ниво на мозок. Дете со АДХД ќе почне, нема да ја заврши лекцијата, или ќе почне, не знам, ќе запише едно средно, ќе се префали во друго, или ќе запише еден факултет, ќе стигне до втора година, нема да го заврши, ќе се запише после на некој курс, ќе го заврши курсот, нема да го полага конечниот испит. После, значи, секогаш на различни начини недостасува таа награда на крај. И тоа е за нив проблем и што бараат всушност, што се случува во потрага по таа награда, во нивниот мозок недостасува допамин. Тоа чувство на задоволство после добро завршена работа. И тоа е голем проблем уствари кај овие лица. Да, тоа фали. Мене ми е фасцинантно како на сите мозокот не работи различно, но сепак овие некои симптоми се исти и се манифестираат исто кај сите. Почнавме да зборуваме за децата, сега да се осврнеме малце повеќе за возрастните. Како возрастните реагираат кога треба да се фокусираат, пошто еве за децата на училиште, но проблемот за луѓето кои што се го носат понатаму, ќе имаат проблеми на работа. Можеби, например, ти си знаел дека на училиште лекцијата ќе ја научиш за, не знам, ја например сега идам полагам, а учам дента пред испит. Значи го читам се тоа, останува во фотографска меморија, го полагам и
одма, значи инстантно испарува, може да остане нешто. Па сега тој проблем пренесен на работа би бил на начин што има дедлайн за работата да се заврши. И сега работодавецот нема како да знае и да биде сигурен дека јас во 15 минути или не знам во последниот ден ќе го спремам се тоа и ќе биде брилијантно, и таму настанува тој проблем на конзистентност, не знам, на работна дисциплина, да речам. Да. Работодавецот не може да знае нели како ќе биде, тоа останува на лицето што има АДХД. Како реагираат возрастните, и драго ми е што е вака, ќе се задржиме малку повеќе на возрастни, различни реакции има. За среќа, последниве неколку години е многу повеќе се зборува на оваа тема и постои поголема свесност. И еве јас гледам кај нас во Когниција како доаѓаат. Јас не знам како ти дојде или дали некој те прати, но генерално луѓето чувствуваат проблем и бараат каде можат прво да го идентификуваат, да го именуваат нивниот проблем. Океј, ако имам проблем, како се вика, и потоа нели да пристапиме како да се помогне. Се повеќе сами си бараат решение. Доаѓаат и некои од нив кои што имаат евидентно проблем и потоа со процената што ја правиме, ние немаме право како психолози, јас сум клинички невропсихолог, како клинички невропсихолог немам право да поставувам диагноза, меѓутоа можам да пишам, она максимално што можам да го пишам е дека промените соодветствуваат или се високо конзистентни со АДХД кај возрастни, некогаш ставаме инатентив, некогаш ставаме, ако имаме појасни индикатори или комбиниран тип и така натаму, меѓутоа ние немаме право да поставиме диагноза. И сега од моментот кога лицето ќе се соочи, океј, да, јас стварно имам проблем и мојот проблем се вика вака како што се вика, некои јасно кажуваат, океј, ќе се обидеме, може ли да се обидеме со психотерапија, со когнитивен тренинг, од една страна, а некој пак има вскоро, минатава недела беше клиентка која што знае дека има проблем, знае како се вика нејзиниот проблем и вели, менува работно место и никако вика не смеам да се дозволам кикс на новото работно место. Подитно, така да кажам, бара начин како да стаса до лековите, за да паралелно вика јас ке цитирам психотерапија. Се препорачува когнитивно-бихевиорална како најдобра варијанта. Меѓутоа, ми требаат и лекови за да побрзо ја ставам ситуацијата под контрола. Сега тука е проблемот, што во нашава држава ги нема лековите. Да, тоа се да прашам, зошто не се достапни? Не се регистрирани. Зошто не се регистрирани, тоа е веќе, да речеме, на друго ниво која креира оваа политика. Не би навлегувала во тоа, иако во некој период од животот бев дел од таа приказна. Но, како и да е, прва линија, јас не би навлегувала во дозирање терапија, значи само како информација да кажам, прва линија на третман се стимуланси, метилфенидат или амфетамини. Ако ги чуле, ако си ги чула, кончерта, риталин, адерал. Јас само адерал го знам, пошто гледам сум гледала искуства на луѓе кои што го имаат во Америка и најчесто тој лек го имаат како на кај нас ги немаме. И сега кај нас што се случува? Бидејќи го немаме лекот, со самото тоа и психијатрите немаат толку искуство колку што имаат со сите останати лекови кои што се регистрирани кај нас. Не дека не ја знаат проблематиката, ја знаат. Меѓутоа, едноставно немаат алатки, да речем, иако го препишат лекот, нема кај да го земат лекот, нивните пациенти и тоа е тоа. Сега што прават? Обично одат во околниве земји. Јас еве од клиенти го кажувам. Околниве, конкретно мислам најчесто во Србија одат. Таму знаат и да им ги признаат некогаш нашите прескрипции, некогаш па си договараат средби со психијатри во Србија, таму ќе им го препишат лекот, таму им дозираат, таму и целата постапка после си ја тераат во Србија како поедноставна варијанта. И со јазик поблиску и релативно блиску, нели достапно да кажем, и со цена е подостапно. Ете така го решаваат делот во однос на лекови. Или кој како ќе се снајде, кој од каде може да го набави лекот, и тоа е исто така опција. Нели ако имаме некој во странство ќе ни го донесе лекот, овде нашите психијатри ги дозираат
и тоа така си. Ама битно е да се каже дека не е антидепресив, дека не може да се спореди со антидепресивните лекови. Не, апсолутно не е сосема друга група на лекови. Всушност еве адералов што го спомнуваме, и стимулансите генерално, не само овој лек, на кој начин делуваат? Тие во нашето тело обезбедуваат на телото му обезбедуваат да располага со поголема количина допамин и норепинефрин, и тоа има за ефект подобрено внимание, концентрација, фокус. Сега, коректно е да спомнеме дека има и некои несакани ефекти. Тоа сакав да прашам, кои се несаканите ефекти? Не се тоа чести, не би рекла дека се, специјално проблематични, меѓутоа знае да влие во насока на нарушено спиење, намален апетит, анксиозност. Знаат понекогаш да има таков ефект. И дали треба да се пие до крај на животот тој лек или комбинирано се прекинува? Јас во тој дел кога станува збор за лекови, бидејќи сум невропсихолог, не би било коректно да коментирам. Значи ова сега вака само некои базични информации. Се останато би го зборувале со психијатарот што ги следи. И околу дозирањето и на кој начин. Во секој случај се препорачува медикаментозна терапија со психотерапија. Зошто? Затоа што лекот ќе влијае на активноста на централниот нервен систем на мозокот. Лекот ќе ја заврши својата работа. Меѓутоа, што се постигнува со психотерапија? И зошто велиме најчесто когнитивно-бихевиорална, и таа терапија ние работиме исто така во когниција, затоа што е основно? Лицето треба да го научиме на некои алатки. Тоа значи како да пристапува еве кон учење, нели? 2 сати, ти не можеш подолга реченица, нели, да слушаш. Подолга реченица, ја кога го читам, ја читам до пола реченицата, ако гледам дека уште иде понатаму, дали си правам некој зборчиња ја сама, дали едноставно некој само скокам, читам едно зборче по едно. И некогаш ми се случува, например, ако има долг параграф, затоа, например, не можам ни да читам книги, ги слушам као аудиобукс, па и тогаш некогаш е проблем. Ми иде моја мисла над реченицава што ја читам, значи буквално нарација моја над нешто во што го читам, и често ми наоѓаат како замерка кога правам муабет надвор, ако е некој ептен, долг, сериозен муабет, пуштам една игра Bubble Shooter, пошто тоа не треба некоја кој знае каква активност, само едноставно мозокот ти прави патерн и си ги пукаш тие балончињата, и за да го слушам соговорникот, јас си ја играм играта, што не е уопште добар начин, не е добар начин за решавање на проблемот, ама еве јас сум си го нашла како нешто, и сите ми викаат, ама ти не ме пратиш. Не, нема те пратим ако те гледам во очи, пошто најверојатно ќе се фокусирам на, не знам, зашо ламбата стои таму, ќе си почнам некој муабет сама со себе, паралелен на муабетот кој што е во моментот. Така да е голем проблем, ама добро што се спомна дека покрај терапијата, што не знам, онака сите најчесто се осврнуваат највеќе кон лекови, пошто тоа е проверено, ама овде не е баш така. Да, психотерапијата е има големо клучен значење, да. Има големо значење. Значи прво треба да ги научиме како да, ако се помали деца, како да учат, помалечки делови, така. Тие лекции долгометражни да се скратат, да ги научиме како да учат, како да одвојат важно од неважно, па потоа само важните работи. Па потоа, освен што ги слушаат и читаат, да ги запишуваат, да ги подвлекуваат, да се користат со бој. Учењето има една така наречена помодоро се вика техника, не знам колку, јас зборувам со моите клиенти. Што значи тоа? Дека се препорачува да се учи некаде околу 20-25 минути. Само да напоминам дека физиолошки капацитет на внимание на лица кои што немаат проблем од овој тип е некаде околу 40-45 минути. Значи, овде имаме скратување на 20 до 25 минути. Кратка пауза. Зошто? За малку да си ги реституира своите. Јас после тоа било 20 минути учење и 40 минути седење, па може и повеќе. Мене ми било проблем, например, мајка ми цело време ми викала, ајде сега земи да учиш,
и мене, ако ми го кажеш тоа, ми го пролонгираш чекањето за наредни 10 минути. Се од тие 10 минути, ако не дај Боже, ти пак ми кажеш земи седни очи, мене само притисокот дека, пошто мене проблемот ми стои во глава. Например, проект да ми дадат на факултет, јас ќе го мислам еден месец, ама ќе го направам последниот ден пред да треба да го испратам нештото. Да. Сега, паузите не треба да бидат 40 минути, него треба да бидат 5 минути. Со тоа што и оваа помодоро техника исто така може да се прилагодува. Ако ние луѓето не функционираме секој ден еднакво. Денеска можам 25 минути и утре и задутре, следен ден ќе можам 20 или 15, ама по 3-4 дена можеби ќе можам 40 минути. Така што се прилагодуваме, самите себе си најдобро се познаваме. Но генерално треба после одреден блок на учење кратка пауза, ама кратка пауза, за да не се изгуби комплетно фокусот, да не отиде на друга содржина. Па потоа, во таа пауза можам да станам кафе да си направам, можам, не знам, да се јавам некому на телефон или нешто кратко да јадам на брзина и така. Ова е само една од техниките. Инаку, генерално, нешто што многу помага на лица со АДХД е креирање на рутина. И ние во тераписка смисла, кога работиме со нашиве клиенти, почнуваме од креирање рутина. Значи, буквално земете тетрадка, дневник и викаме сега, пошто исто кај АДХД, например, е многу корисна физичка активност, вежбање. Произведува хормони на среќа, значи нема магија. Јас почнав да вежбам и тоа што го викате, мене беше тешко првите 3-4 дена, после тоа апсолутно ми треба рутина. Јас сакам да имам, кога немам некоја фиксна работа или еве работам хонорарно, мене ми треба да имам едно нешто што ќе функционира како што функционира училиште. Од толку до толку ти мора да си таму. И секој ден од толку до толку јас морам да одам да вежбам и тоа ми е, се чувствувам среќно и задоволна дека сум исполнила барем една рутина во денот. После се што ќе дојде следствено на тоа, добре дојдено, ама барем тоа едно дека сум го направила. Тоа во тераписка смисла ние почнуваме уствари. Една од основните работи е креирање на рутина таму каде што ја нема, а кај АДХД често ја нема рутината. И тука внесуваме физичка активност, тука внесуваме, нели, зависи условите какви се, дружење, социјализација е исто така важно. Активности кои што нормално сега, ако одат редовно на работа, ги прилагодуваме другите рутини на нивното работно време. Ако имаат, нели, сега многу често се работи од дома, нема некој фиксно работно време, тогаш исто така е многу важно. Прво да го фиксираме работното време, работам, не знам, да речеме од 9 до не знам колку, после тоа одам на вежбање или во 8 одам на вежбање, се враќам, се средувам. Така што градење на рутина е една од основните работи и во тие активности што ги ставаме во тој дневник, физичката активност е високо пожелна да биде вклучена и работиме меѓу другото таму каде што има потреба и когнитивен тренинг. Тренинг за подобрување на фокус, внимание, концентрација. Но, тоа не е нешто што ние ќе го сработиме и ќе ги пуштиме дома и сега се готово излечени. А не, туку што правиме уствари во период од 1 или 2 месеци, некогаш и повеќе, зависи за што се работи, ги учиме нашите клиенти на кој начин да се грижат за своето внимание и концентрација во домашни услови. Па, например, ако имаат проблем со внимание и концентрација, да кажеме, една од активностите во домашни услови би било судоку. Па ќе почнеме со судоку со 4 коцкички. Па ако тоа оди добро и лесно, одиме на судоку 3 по 3 коцкички, значи 9 коцки. Па тоа го ставаме, например, може да биде во секојдневна рутина, меѓутоа ако оди на пат, па сега треба да издржи во авион, да не цупка, да не мрда, да не станува, нели? Сега тоа е... треба да имам лет од 12 часа. Јас не знам како ќе ми се случило еднаш, се сеќавам, ама добро, тогаш можеби не ми се манифестираа толку овие симптоми на АДХД, го издржав некако, го преспав, имаше моменти на хиперактивност да стануваш, да шеташ низ авион и такви работи, ама сега ќе биде искуство и предизвик. Еве вака, например, со судоку, со слушање музика, музиката има смирувачки ефект, со вежби за медитација,
јога, се во авион не може, нели? Зборувам во околности кога може. Потоа, многу е важно тие 12 сати некако да се рашленат. Па во тие 12 сати можам да земам, например, некој лаптоп па да спремам нешто или да изгледам филм, да бидат исполнети со активности. Важно е умот да биде ангажиран, да биде активен. Тоа е една, уште ние, не знам, секакви школи завршивме, еден тон пари дадовме и на крај се сведува на тоа што бабите наши велеле џабе работи, џабе не седи, нели? Работата е исто, работата како редовен когнитивен тренинг е нешто што и кај АДХД може многу, и во различни други состојби може да помогне, ама и кај АДХД може да помогне. Значи, тие 12 сати во авион исполнети со судоку, музика. Што уште сака Михаела? Па се тоа што кажавте се не е судоку, ама игричка некоја така што не бара некоја техника или нешто посебно, само склопување на коцки или правење на некои шаблони. Музика слушам цело време, тоа ми е останало уште од мала, ама као константно цело време. И дури кога сум гледала филм, имало два табови, едниот слушам музика, а на другиот го слушам филмот. И ја не знам колку сум комбинирала за да ги пратам двете, најверојатно било едново па друго. Едното ќе се исклучи. Да. Така е создаден човечкиот ум, еве едно нешто што не важи само за АДХД, туку генерално. Човечкиот ум може во даден момент да мисли само на една работа. Кога правиме две работи, например, зборувам нели тука и пијам вода, јас всушност втората работа ја правам автоматизирано, така? Или зборувам на телефон и правам кафе. Правам кафе автоматски, ја го слушам разговорот со тој со кого зборувам. Така што малце ако се фокусирате на едното ќе отиде пропуштите другото скроз. или ќе искипе кафето или нели ќе прелие и така натаму. Така што човек може да прави само една работа. Заблуда е тоа дека не знам 2, 3, 5. Да, ама ако другите ги правиме автоматизирано. Можам јас да слушам музика и да пратам музика и да мијам заби наутро. Си ја слушам музиката, мијањето заби ми е автоматизирана активност. Нема употреба на мозок. Најлесно е да сме ефикасни ако активностите ги преведеме на ниво на автоматизам. Штом ќе ги преведеме автоматизирано, ние минимално трошиме енергија, а работите биваат завршени. Мене ми беше фасцинантно, не знам дали од тоа што не сум се консултирала со никого, ама таа рутина што си ја створив за вежбање, у последно време многу помалце доцнам негде, иако ова денес што беше инцидентно. Иако јас не се изненадив. Да, времето што ми проаѓа додека правам одредена активност е пократко. Некогаш сум знаела да се спремам половина час и да не бидам уопште ништо спремна. Например, шминка и сега дали си правам некоја дискусија, некој монолог у глава, дали сум фокусирана на нешто друго. И например, ако имам активност во 2, ја морам да станам од 8 за да се спремам за тоа. И измеѓу ништо не треба да има. Зошто тоа ќе ми го изремети планот и треба. И што е најтажно, имаш 4 сати за спремање, некогаш и повеќе и ти пак доцниш. Пошто немаш перцепција за време и сега некако не е скроз решен проблемот, ама многу помалце од порано. Например, стварно сум фасцинирана кога ќе се спремам некад за 10 или 15 минути и ќе излезам убрзање, ама ништо нема да заборавам. Тоа стандард мора да го има тој адреналин. Дали ни е можеби потребен тој адреналин за да имаме некаква сатисфакција од моментот. Јас и кога се пакувам за пат, гледам да се пакувам дали саат пред тргнување или 2 сати, за да некако ја чувствуваме еуфоријата на моментот дека и се случува. Ако се спакувам од Сабајле, више ќе ми промине кејфот дека треба да идам негде. Така. Добро, адреналин дава така има една убава улога, го подготвува организмот онака за акција. Ние сме спремни сега, сме под адреналин, нели планина ќе поместиме. И затоа и таа нели потреба за тие адреналински спортови и така натаму, така што ни дава чувство на енергизираност. И е двигател.
е двигател, може да мотивира, може да не придвижи, да бидеме брзи, ефикасни, исполнителни и така натаму. Така што, всушност нема ум без тело и нема тело без ум. За секое наше чувство, доживување, стои некаков процес во нашиот организам. Дали е адреналин, дали е допамин, тој дава чувство на возбудливо задоволство, дали е серотонин, тивка, спокојна среќа и така натаму, па кога сме влюбени е друг хормон на среќа. Значи, секоја од овие хемиски субстанци, ние ги викаме хормони на среќа, тие не се во класична смисла хормони како останатите, но кога ќе навлезат во крвотокот се однесуваат на тој начин и така натаму. Во секој случај, секоја од овие субстанци си има свое место во тоа како ние се чувствуваме. Не може да се чувствуваме добро без нашето тело да произведе хормони на среќа. Нема добро чувство. Кога го кажавте моментот со чувството на љубов, исто овој проблем може да направи голем проблем во врска. Тоа сакав да прашам како луѓето со АДХД реагираат во врски, во семејни односи со ете, дали претпоставена работа, да. професори Многу или често слично. имаат проблем. Уствари лица со АДХД, и тоа е добро да го тука да го спомнеме. Лица со АДХД имаат, ги викаме тие коморбидитети многу често или придружни состојби. Кај возрастниве лица едни од почестите придружни состојби се анксиозност и депресивност, а инаку на кој начин влијае во односите со луѓето. Лица со АДХД често се несигурни. Знаат да бидат фрустрирани, ќе можам, нема да можам. Постојано нешто во сликата за себе што ја имаат, многу често наоѓаме не сум окей. И тоа понатаму се рефлектира како несигурност во партнерска заедница. Потоа, еве, ќе задоцнам еднаш, 2 пати, 3 пати, сум се скарала пред тоа со партнерот, не знам, 50 пати и повторно доцнам. Па потоа имаме чувство на вина, па се извинувам, па префрлање, замерање. Тоа е во партнерски релации. Во релации, да речеме, со предпоставени, секогаш стравуваат лица со АДХД дека се недоволно ефикасни, недоволно до крај добри, несигурни во постигнувањата. Ги почнуваат и ги завршуваат во 5 до 12 во ист момент. Во тие моменти се преплавени од одредени доживувања, да не сгрешам и по правило кога нештото го правиме во 5 до 12 и нешто дополнително и надвор ќе се случи. И како работници се чувствуваат исто така несигурни во, иако не станува збор за тоа дали имаат вештини и знаење. Вештини и знаење имаат најрегуларно, како и секој друг човек. Чувството на самозадоволство никогаш не е исполнето. И тоа е многу жално, пошто кој успех е да го доживеам, мене среќата ќе ми трае максимално 15 минути и при тоа доколку добивам комплименти од некој од околу. Ти вика да, браво, добар си, супер си. Валидација, да. Да, константна потреба од валидација, што многу мина ја кријат, јас отворено зборувам за тоа и мислам дека е голем потек да отворено да кажеш дека да, мене ми треба да ми кажеш дека и нешто во го правам добро, бидејќи јас секако сама со себе константно ќе имам у глава ова може и не е доволно добро. Значи сите од овие работи кои што ја кажавте, јас ни сите пројдов пред да стигнам овде, пред да го почнам ова. Иако секој пат ми е исто, секој пат кога ќе седнам, се чувствувам најкомотно, пошто е разговор кој што тече сосем природно, ама тој момент на визуализирање на сликата од дома е страшен. Цело време си викаш па дали ќе биде доволно добро. Па дури да биде доволно добро, колку време мене ќе ми трае сатисфакцијата, па мене ми треба нешто поголемо од ова. Тоа исто многу страшно. Јас не знам како ќе се замислам на едно работно место што е пасивно. Никогаш не би можела да работам пасивна работа или долго време да сум во одредена компанија. Да работиш. Да. Да, мислам има решение за тоа. Секој си ја бираме професијата согласно со нашата личност. Ако си ги знам еве јас на пример никош нема да бидам пејачка, на пример, тоа гарантирано. Така што ако си ги знам слабите страни, не се пикам таму каде што не ми е место. Па едноставно не знам, моментот на страв постојано одел, иако знам дека ја имам можност да направам нешто што е скроз противно од тоа, пак тоа моментот на несигурност и чувството на страв, леле што ако завршам во таква околина, леле што ако
Тоа е тоа, ја морам да работам некоја таква рутинска работа која што ќе биде премногу досадна. Ќе ја работиш, не знам, месец, два, три, не знам колку ќе ти биде прагот на толеранција. Не само ти општо човек со АДХД, ако се најде во таква досадна за него професија, иако за некој друг таа професија не би била досадна, едноставно останува толку колку што му е прагот на толеранција, кога фрустрацијата ќе кулминира, си оди од тоа работно место и бара нешто сосема друго, и тоа е легитимно. Сите, некој од нас е создаден, не знам, за психолог, некој е за адвокат, некој е за водител, некој е за актер. Луѓето сме различни и тоа е во ред. Само е важно и човек што има тешкоти од овој вид да едноставно си го најде своето место. Значи, ако ми е потребна подинамична работа, ќе си барам таква професија. Проблемот од тоа е што ја не можам да го најдам балансот. Например, или да работам нешто што е статично или нешто што е премногу динамично, па ми ја црпи енергијата до максимум. Значи, јас сум у ден кога работам со минимум 50 луѓе, имам комуникација вака, колку уште има околу мене, што ја затоа, например, одам во автобус цело време носам слушалки, пошто ги слушам муабетите од сите. Ја не сакам тоа да се случува, или кога седам на кафе, јас го слушам муабетот паралелно од сите маси што се најблиску до мене. И ги прашувам, например, и некогаш ќе изреагирам нешто, и сите што седат до мене ми викаат што, викам како не слушна што кажа овој до нас? Не, викам никогаш не ме интересирало, нит сум приметил дека некој до нас има или зборува нешто. Да. И тоа исцрпува. Тоа многу троши, многу исцрпува и затоа е важно за човек со АДХД, многу е важно во работната средина да се обезбеди мирен простор, за да може да функционира, затоа што сите тие дистракции му го одвлекуваат вниманието. И кога учи исто така е многу важно да нема сите дистрактори, дали би било тоа телевизија, дали би било телефон мобилен, дали би било, не знам, некој присутен во собата. Значи сите дистрактори кои што е во можност лицето да ги отстрани, зашто многу лесно му се одзема вниманието. Иако тука сакам да спомнам нешто што е малку спротивно од ова што го зборуваме, таа појава се вика хиперфокус. Лица со АДХД често знаат да се фокусираат екстремно на нешто, и се друго да занемарат. Да заборават дека имале состанок или дека не знам го ставиле на шпоред графчето да се вари, па тоа ќе загори. Едноставно фокус на едно нешто и се друго престанува да биде значајно. Тоа ги прави помалку ефикасни. Помалку ефикасни затоа што ги занемаруваат останатите аспекти. Живење некако не ни го дава тој луксус само со едно нешто и сега хиперфокус на тоа. Апсолутно исто. Мене ми се случува, например, нешто ако ми е интересно, за тоа да земам да читам, еден предмет што ми е интересен, пример на факултет. Јас го учам предметот и за тоа што треба да се полага и плюс си читам работи кои што ги нема во материјалот, им ги презентирам на професорите, полагам со материјалот што е технички мој, што сум си го нашла, ама за тоа предметот што не ме интересира, тоа е мачење голгота, ќе го положам, ама моментот да седнам, да ја отворам книгата, ја гледам книгата цело време е присутна, дали на маса, дали на фотелја негде, таа си патува. И само се врти, никако не е отворена. Да. И е многу голем проблем за подолги стази. Тоа се некои минимални работи, ама можеби некогаш ќе треба да работам на проект што не ми е толку интересен, а сепак треба да го сработам, пошто дел од моето. И што тука правиме ние уствари во когниција со нашиве клиенти, например сега имав вакво клиент кој што, ја не знам колку време веќе има, можда 2 години магистерската се одложува. И положен испит, тоа се е положено. И зашто се договараме? Првиот чекор. Тоа значи, окей, денеска ќе го отворам лаптопот, понекогаш ги терам да дојдат со лаптоп, и седнуваме, отвараме лаптоп и се, ако треба, например, да се постави структурата на магистерската, тогаш се договараме. Не знам, наслов, кој ќе биде наслов, ментор, тема. Првиот чекор. Вториот чекор, литература, селекција, кои книги, како, или трудови и така натаму. Тие да ги внесат. Значи, најтежок е првиот чекор. Да. Кога лице со АДХД ќе влезе во приказната, ќе ја истера. И многу пати безпрекорно ќе истера, ама проблем е додека да влезе.
И тој магичен прв чекор е понекогаш е од клучно значење. И многу е добро, добро е што ова го кажувате како процес, зашто постои стигма за таа психотерапија. Луѓето мислат дека тоа е нешто страшно. Уствари вие само сте му помогнале, нему му требало некој да му рече ајде сега да седнеме, ајде заедно. Понекогаш ајде заедно да го почнеме. Кога ќе се каже психотерапија, некако звучи како вау, нешто драматично. Па не. Работата на нас психолозите многу пати ние и служиме како рефлексија, другиот зборува, а ние сме само како негово ехо, рефлексија. Некогаш нашата работа се состои ова што сега ви го кажувам, влегува во делот когнитивен тренинг. Ги учиме како да работат, како да живеат со АДХД, всушност. Тоа е исто така дел од тераписки процес. Нема тука ништо страшно, ништо не е вау, ништо не е драматично. И многу ми е драго. Прво, затоа мене ми се допадна, уствари, основната причина беше зашто сакав вака, инаку не сум баш, не гостувам често вака на подкасти. Ми се допаѓа кога младите, поготово, тоа сакам да истакнам, младите се многу отворени, многу транспарентно зборуваат за своите проблеми. Наша задача е да се грижиме за дискрецијата на нашите клиенти. И јас, на пример, никако не би можела отворено да зборувам на овој начин без да имам дозвола за тоа. Меѓутоа, младите сега не само што зборуваат, кажуваат, дури толку ми беше симпатично во една ситуација, се собрале на маса, еден кажал јас одам на психолог, друг ода јас одам на психолог и неколкумина од масата доаѓале кај мене. И ми се јавуваат на телефон, на камера. Лелезите. Многу ми беше симпатично. Да, па, уствари, јас мислам дека луѓето кои што не се диагностицираат, не значи дека немаат проблеми. Тие само се плашат да се соочат со своите проблеми. Зашто јас конкретно кога дојдов на тестирањето, јас точно знаев дека го имам нешто, само сакав да го имам црно на бело за да им докажам на моите и не е нешто што го гледам јас од интернет, туку е стварно проблем што ете може да го откриеме дека и вие го имате, ама не го знаете, таа неорганизираност, таа неподреденост на настани, дека можеби ми е наследна и проблем што ете и вие имате некои потешкоти во секојдневието, а не знаете од каде произлегуваат, само пошто ги игнорирате. Имаше момент, вика, замислете да го третираме физичкото здравје како менталното здравје. Те боли зап и викаш уживај фаза, ќе помине. Ништо остои, нека си стои така. Значи исто ако имаш некој проблем, добро е да го знаеш. Сега моментот јас ова го имам диагностицирано лани, а уште не сум почнала да работам на тоа. Се си читам нешто, си пробувам сама. И тоа е работа. Се е тоа работа. Процес. Ама би сакала да бидам дел од, не знам, менториран процес, да речам. Значи и ова што си читаш сама, и ова што зборуваш за оваа проблематика, се е ова работа на проблемот, всушност. Кога човек бара стручна помош во оваа тераписка смисла, кога мозокот ќе биде подготвен. Значи не е тоа дека мора утре да се дојде, не, туку кога ќе биде подготвен, зашто тераписки процес подразбира активен ангажман на лицето кое што е дел од тераписки процес. Јас не можам никому да му помогнам без негова согласност. И човек треба, кога доаѓа, да биде подготвен, дека тоа не е само ние две ќе си зборуваме, туку добиваат домашни тераписки задачи кои што треба да ги завршат, бидејќи треба да креираме промена. Тој еден час разговор не е ништо визави нели секојдневието. Тоа мене ми е жал што општо одењето на психолог за некого е финансиски терет огромен. Зашто навистина за еден час не може ништо да се постигне. Ти само раскажуваш приказната и го раскажуваш проблемот. За да се стигне до решение, можеби ќе треба 5-10 сесии, можеби и повеќе. Зависи за каков проблем. Да. И стварно е голем финансиски терет за... Голем и тоа и кај нас и секаде. И ние стручни лица што работиме, си имаме своји терапевти. Јас мојата едукација, усовршувањето ми е во Белград, основни студии завршив овде и потоа во Белград. И да, тоа е една скапа алатка. Многу скапа алатка. Имаше овде една тенденција или една иницијатива која што за жал не се реализираше преку комора на психолози, да биде достапна оваа услуга и во државниве институции. Ја има во одреден формат, ама не на начин како што
да речем... Па се стигна во држава да биде, доколку е приватно, знаеш дека е квалитетно, доколку е државно и ќе се мислиш дали ќе биде како што Истите треба. луѓе сме, Михаел, еви, јас сум работела државно, истите луѓе сме. Разликата меѓу ти на државно и ти на приватно е што се условите за работа во кои што сега работам многу посоодветни и прилагодени на клиентот. Тоа е разликата. Инаку, истите моите колеги со кои што јас не знам пијам кафе, со кои што одам на водно и така натаму, тоа се истите луѓе. До вчера биле, не знам, на клиника, а не знам, од пред 3 дена се префрлиле да речеме во Систина или не знам каде. Тоа е тоа. Да, знаењето е исто. Да. Го начнавме тестот за некој што во иднина ќе сака да оди, пошто мене ми беше омилен денот тогаш кога заминав на тестирањето, е како некој brain games. Ја често знам да си правам некои такви квизови, општо зашто не знам би го дала мозоков на истражување, има некои што буквално одат сами и подлегнуваат на секакви тестови кои што се за анализа на однесување конкретно. Да си го видиш шаблонот како твојот мозок ти формира одлуки, како ти прави, тоа не знам. Тоа е когнитивна невропсихологија, ова што јас го работам и АДХД кај што е клиничка невропсихологија, тоа е разликата. Тоа е кај што нема популација кај која нема никаква тешкотија. Во однос на тестирање и општо во однос на дијагностицирање, за да се постави дијагноза АДХД, прво поставуваат лекари, психијатри. На детска возраст и што прво треба да се разграничи? Да не, без разлика дали кај деца или кај возрастни, треба да се разграничи дали станува збор за пореметување во внимание со или без хиперактивност. Ако е без хиперактивност е ADD, Attention Deficit само disorder. Во тој случај треба да се разграничи дали станува збор за АДХД или АДД, или пак симптомиве дефицит во внимание и хиперактивност се можеби во склоп со некое друго заболување. Значи, овие лица исто така многу често имаат, поготово на детска возраст како коморбидитет, имаат и промени во однесување, и имаат oppositional defiant disorder, јас стварно не знам тоа како да го преведам, често и тоа го има кај како коморбидитет кај овие лица. Понекогаш симптомите се провлекуваат или се исти или се слични кај различни дијагностички категории, тука треба да сме многу внимателни. Дали всушност станува збор за засебен ентитет или е само во склоп со клиничка слика на некој друго пореметување. Кога ќе се елиминира евентуално постоење на друго пореметување, тогаш правиме таа така наречена невропсихолошка процена. Конкретно протоколот во когниција малку го проширивме. Што тоа значи? Вообичаено клиничка невропсихологија и процената трае во време и е така скапа работа, да кажам. Во тек на ден многу малку клиенти, еден евентуално двајца ако можеме да завршиме, не повеќе од тоа. Само еден клиент можеме да завршиме со се извештај, со се резултат. И во тој случај што правиме? Има прашалници кои што се посебно дизајнирани за деца, посебно за возрастни. Има прашалници кои што се за наставници и има прашалници кои што се за родители ако се во прашање деца. Детето, за да се дијагностицира, треба да се стави да се разгледува од различни агли, во различен сетинг како се однесува, во различни сетинзи, како е во училиште, како е дома, или истото важи и за возрастниот, со партнер, на работно место како се однесува, со пријатели како се однесува. За да се дијагностицира АДХД, потребно е да има минимум 5, например, ако е inattentive АДХД, невнимателен, има основни 9 симптоми, по тој некој DSM-5 е тој дијагностички прирачник кој што се користи. Треба да има барем 5 од 9 што се наведени карактеристики. Кои се симптомите? За inattentive оние што ги зборувавме, расеаност, се слуша, ама како да не слуша. 9 има ставки од овој вид. Од тие 9 треба барем 5 да има. Сега, кога ќе го задоволи овој критериум, потоа гледаме дали овие тешкоти што ги има го попречуваат барем во 2 области, например во партнерска релација и на работа.
И анамнестички бараме податок, треба да имаме елементи на АДХД и пред 12-та година. Значи не е нешто што е последниот месец. Току многу време наназад да има елементи од овој проблем. И дури тогаш помислуваме на АДХД. Откако ќе ги зададеме овие што се скрининг или self-report прашалници се, нели, секој кажува за себе, наведени се различен број на айтем има, зависно за која скала се работи. Ние работиме и затоа велам малце го проширивме протоколот, зашто сакам да сум посигурна дека сме на сейф сайт. Даваме тестови кои што се дел од клиничкава невропсихолошка процена, тестови за внимание, концентрација, кои што обично клиентите многу така интересни им се, многу убаво ги прифаќаат, да. Искрено, еве и јас што го работам, тоа и моите колешки што сега се после мене го работат, тоа ние едукации имаме од клиничка невропсихологија, секогаш ги советувам прво на себе да ги сработат тестовите, па дури потоа ги учиме како да ги, нели, задаваат, оценуваат и така натаму, секој да го има она чувството како изгледа кога си од другата страна, кога некој те тестира. Даваме, значи, тестови за внимание и концентрација, неколку видови, различни, за едноставни видови на внимание, за сложени видови, визуелни, вербални барања и така натаму. И даваме крива на учење. Зошто? Не затоа што имаат оштетена способност за учење, туку во тие 5 обиди кога им ја даваме кривата на учење, например, после третиот обид ќе научат, да речеме, 12 збора од 15, во четвртиот обид ќе кажат, например, 9. Во петиот обид пак 11, да кажеме. И тие, уствари, она што сакаме или што не сакаме да го видиме, дали има такви падови или нема во фокус, во внимание и концентрација. Значи, ние во третиот обид он научил повеќе отколку во четвртиот. Тој пат е резултат на отсуство на фокус. Да. И уште една функција која што многу малку се спомнува, а е многу често оштетена кај или имаат тешкоти, оштетена не е прав збор, кај АДХД тоа се така наречени екзекутивни функции, извршни функции, процена, анализа на ситуација, обработка на информации. Проценка исто на опасност. Импулсивност, да. за многу работи. Импулсивноста е една од основните, импулсивен, хиперактивен тип, импулсивност е една од основните карактеристики која што многу често ги доведува во многу непријатни ситуации луѓето. На брзина ќе донесат некоја одлука, ќе се најдат во ситуација и нема враќање. Да, и некогаш и тогаш после доаѓа проблемот на леле што се случи, што направив, и тој притисок што се го имаш сам со себе и само си го комплицираш нешто. Да. Сакав да прашам, го начнавме муабетот за недоволна сатисфакција и овие луѓе се многу подлежни на пороци, на било какви пороци. Да. Алкохол, дрога, како функционира нивниот мозок кога ги користи тие стимуланси и зошто го прават тоа? Многу чест коморбидитете. Значи, многу често со АДХД, во анамнеза, во историја на АДХД наоѓаме употреба или злоупотреба, јас ја викам, на субстанци. Што и дали е алкохол, дали е некоја од другиве, многу често е во нивната природа тоа. Всушност е, они понекогаш лица со АДХД се многу преплавени се од стимулации, од дразби, од доживување, од емоции, и тоа им е многу тешко подносливо. И некогаш алкохолот и другиве се нездрава коупинг стратегија. Може би најбрз начин некако да се смират, да се успокојат. Ама надолу круг се предизвикува многу тешки проблеми. После веќе проблем со зависност и после веќе имаме се накалемил и друг проблем. И исто така што се добива, што добиваат овие луѓе, всушност и сите луѓе што користат било алкохол, било некоја дрога, брзо овие субстанци го активираат тој така наречен круг на задоволство, кога се лачи допамин. И тоа е брз начин на постигнување на возбудлива среќа.
Технички јас не знам дали постои друг побрз начин да се постигне Среќа, освен да, возбудлива среќа, иако е дискутабилно таа среќа, дали е баш среќа, ама добро. Во моментот Возбудливо чувствуваш задоволство, среќа, да. И понекогаш во потрага по тоа чувство на возбудливо задоволство, ова им е најбрз начин. За жал. За жал. Да, драго ми е, стигнавме до крајот, сакам после толку лоши работи, сакав да се осврнеме на неколку добри работи, зашто овој синдром, да не го наречам болест, е во исто време и благослов и казна. На моменти може да биде многу добар, па кои се тие добри работи? Кои би можеле да ги кажеме за крај? Може ли јас да те прашам тебе, кои се добрите работи? Па мене, например, ми е интересно да сум сама со себе. Никогаш не ми е досадно. Каде и да одам, можам да си направам филм во глава, например, не знам, многу луѓе имаат проблем со тоа да одат сами во кино, на шопинг. Мене ми е најубаво, пошто си константно наоѓаш забава во во работите кои што ги гледаш околу тебе, исто изразена можност за креативност, имаш огромен опсек на идеи, многу интереси кои што ги имаш, многу хобија. Сега моментот е почнуваш нешто, па ти досадува, па го прекинуваш на пола, па го почнуваш пак. Кога сите тие идеи би ги реализирале, мислам дека луѓето со АДХД би биле, нешто невидно. Да, баш ги кажа двете клучни работи кои што се добри. Едното е таа некоја ослободена креативност, и друго е спонтанноста. Многу често луѓе со АДХД се спонтани. И како такви... Проблемот е импулсивноста и спонтаноста. Некогаш спонтаноста е убава, само да не премина во голема импулсивност и да правиш некој одлуки што понатаму ќе преизлезат во некој проблем, со кој што ќе треба да се справиш, па после паника и... Ама па од друга страна спонтан креативен ум може да создаде многу убави дела. Затоа велиме, АДХД е нешто што е важно човек, ако го имам проблемот, да знам дека го имам и да се научам како да го менаџирам. Може човек да се научи, да, ќе создава проблеми низ животот, ама можам да се научам да го менаџирам. Така, како што ако имам дијабет, не ми е пријатно, сакам да јадам чоколадо, ама можам да се научам да го менаџирам и можам да си имам уреден квалитет на живот. Така? Истото и со АДХД. Навистина човек може да има уреден квалитет на живот, но ако го има проблемот, да не велиме возрастен или дете, да не велиме дека детето е темпераментно или е немирно или него да го или ако секоја сезона купуваме по 3 зимски јакни или на секој дожд го губи чадорот и така натаму, значи да го именуваме со правите зборови и тогаш да најдеме има начин како може да се помогне, како овие луѓе може да се функционираат ефикасно, квалитетно, да си работат квалитетно. Да, кога ќе се лоцира проблемот, има и решение. Квалитетни врски, квалитетни партнерски релации, врски со пријатели, сакам да кажам, партнерски релации, едноставно може навистина да се живее убаво. Ви благодарам што бевте гостин. Мило ми е што зборувавме на оваа тема. Ќе бидеме во контакт за било што понатаму и да се зборува. Би сакала да се разработи оваа тема, да има работилници, едукации и пред се јас да сега имам еден ивент што треба да ми се случи во животот, но после тоа апсолутно кога ќе бидам овде, кога ќе бидам фокусирана на тој проблем, би сакала да работам за на некој начин да се го леснам сама на себе животот, за да ги нема тие пречки, тешко станување, почетот како да го почнам, да го завршам нештово, туку се тоа да се тече спонтано. И јас сакам исто да се заблагодарам и да ги охрабрам другите да го следат твојот пример, отворено да зборуваат за своите проблеми, без разлика дали АДХД или анксиозност или депресивност или не знам од која природа, само така ќе ги дестигматизираме работите. Браво за тебе. Благодарам.